Со поздравот Бог се јави, навистина се јави. Православните верници вчера го празнуваа Водици. Празнувањето во Пробиштип на еден од најголемите христијански празници Богојавление Водици започна во утринските часови во храмот Успение на Пресвета Богородица со света литургија, пошто беше лицитиран честниот крст, кој за 31.000 денари го купи пробиштипјанката Весна Стоилкова. Весна Стоилкова, улица Плавица, број 34, работам у Делта Текстил. Да. Како помина еве за вас 2024 година? Па, убав. Да? Некој интересен момент да одвоите што се случи во 2024 година за вас? Немам. Па тоа, убаво. Се убаво. На сите да е честито и убаво, среќно, како ја што сум среќна, сите да се среќни и весели, и живи и здрави. С оглед на тоа дека го купивте крстот, што очекувате веќе од оваа 2025 година? Па сега баш многу сум радосна. Изненадени сте? Изненадени сме многу. Претходно мислите дека вие ќе го купите крстот или имавте план некој или како? Не, се изненадив. Да? Многу се изненадив, да. Честитки уште еднаш. Честито нека е на сите и на мене и на сите. Здравје, љубов, среќа. На овој ден во водите се положува светиот крст, а оној кој ќе го фати се верува дека ќе го следи среќа и благослов цела година. 29 годишниот Иле Апостолов од Пробиштип е срекникот кој вчера го извади светиот крст од водите на базенот во аквапаркот во Пробиштип. Тој беше најбрзиот меѓу 25-те пријавени капачи кои скокаа по крстот на Водици. Апостолов доби подароци и желби за добро здравје и многу успеси. Као за прво да го честитам празникот на сите граѓани, сите што го слават. Ово за мене е 7 година поред како скокам по крстот. Ова година, на моја среќа, јас го фатив крстот. Јас сум Иле Амповски. Да? Очекувам многу здравје и среќа, нека Бог ги даде на сите се што ќе посакаат. Апостолов доби златник, акумулатор, икона, ваучер од 15.000 денари. На настанот присуствуваше градоначалникот Драган Анастасов, кој за телевизија Протел изјави. Традиционално најпрво да го честитам големиот христијански празник Богојавление и да посакам мир и спокој, радост во секој дом, на секој наш сограѓанин. Ние сме во, ќе кажам, најубавиот месец со оглед на празниците, јануари, месецот каде што не враќа на темелните вредности на христијанството. Традиционално, како изминатите години и ова година, најпрвин во утринските часови во поранешна општина Злетово се фрли крстот во водата на Злетовска река. Еве не сега овде на аквапаркот присуството на нашите сограѓани го кажува оно дека навистина денот и празникот е преубав. Им посакувам многу радост и успех на оние кои што беа најуспешни, односно среќните и во Злетово, на Филип и Иле овде во Пробиштип, нека ги чува Бог нив и нивните најблиски, уште еднаш го честитам големиот празник. Чинот на осветување на водите на аквапаркот и потопување на светиот крст го изврши старешината на градската црква Емил Михајлов. Пред се Бог се јави, така се поздравуваме, нели сега овој месец се исполнат со празници, од раѓањето Христово, Божик, до обрезанието Христово, Василица, еве сега Богојавление, каде што секоја година ние сме удостоени да можеме да го посетиме аквапаркот, каде што ќе извршиме големиот богојавленски водосвет и да го потопиме крстот, каде што стрекниот фаќач го фати, нека Господ Бог му го благослови, му даде напредок во животот и во верата, нека е многу здравје и среќа и на целиот пробиштипски народ. Бидете вие живи и здрави, секој добро. За верниците, Богојавление е еден од најголемите христијански празници. Доказ за тоа е и големиот број на граѓани кои вчера беа во храмот Успение на Пресвета Богородица и на аквапаркот.